Република Северна Македонија Српичка Арманија. Центарот за стратегиски истражувања која има таа задача, функција да организира такви научни. Dobar den, poštovani akademik Kambovski, poštovani predsjedatelj na akademijata, dame i gospoda, poštovani profesori i vaše ekscelenciji. Dozvolite da izrazim moje zadovoljstvo što započnуваме сериозна дебата по сериозни прашања, од местото каде што треба да тргне и критичка мисла, и аргументи, и контраргументи. И однапред се радувам на можноста насаму и да ги читаме и да ги слушнеме некои од научните придонеси по едно прашање кое што е комплексно, кое што, како што спомена председателот на академијата, покажува со историски факти дека може да промени една држава. И бидејќи сме свесни дека на нашата држава и требаат дополнителни промени, ова е тој нуклеус, ова е тоа јадро кое што ќе не поведе. Dobar den, poštovani akademik Kambovski, poštovani predsjedatelj na akademijata, dame i gospoda, poštovani profesori i vaše ekscelenciji. Dozvolite da izrazim moje zadovoljstvo što započnуваме сериозна дебата по сериозни прашања, од местото каде што треба да тргне и критичка мисла, и аргументи, и контраргументи. И однапред се радувам на можноста насаму и да ги читаме и да ги слушнеме некои од научните придонеси по едно прашање кое што е комплексно, кое што, како што спомена председателот на академијата, покажува со историски факти дека може да промени една држава. И бидејќи сме свесни дека на нашата држава и требаат дополнителни промени, ова е тој нуклеус, ова е тоа јадро кое што ќе не поведе таму. 7 децении НАТО Алијансата ги штити безбедносните, но во исто време и политичките заеднички вредности на демократиите и шири стабилност низ целиот евроатлантски регион. Тоа е причината зашто Алијансата се смета за важна за членките, но важна и за светот. Тоа е причина зашто нашата држава Светот од кој што сме дел се соочува со период на голема неизвестност и голема непредвидливост. Во овој свет и ние сакаме да ги имаме сите инструменти на располагање за подобро справување со меѓународниот тероризам, шверцот на оружје, хибридните закани, сајбер нападите, сите стандардни, но и сите нови закани по нашата безбедност. Наш заеднички интерес беше и е здружено да се бориме против нив. НАТО не е само воен и политички сојуз, и дека напротив, тој има и многу други значајни функции и карактеристики. Според тоа, концептот на безбедност што сега ние почнуваме да го редефинираме, мора да има, со помош се разбира и на научните согледби и истражувања, јасна платформа која ќе ги координира, приближи помеѓу себе сите степени што тој поим широк и флуиден на безбедност ги допушта. Тоа е пред се безбедност на поединецот, да речам конкретно безбедност и во однос на носителите на моќта или функциите на државата. Бидејќи ние во изминатиот период бевме наекземпларен случај на злоупотреба на моќта, на штета на човековите слободи и права и нивната еднаквост. Значи, држава во која беа безбедни некои институции или носители на тие институции, но граѓаните не беа безбедни, бидејќи граѓаните можеа поради злоупотребата на власта да завршуваат по затвори и така натаму.